Денот на пожарникарите 20 мај и денеска беше одбележен на пригоден начин во Кочанската територијална противпожарна единица. На свеченоста присуствуваше и градоначалникот Радко Димитровски, кој им го честиташе празникот. Денеска ја имавме таа чест да на нашата противпожарна единица им го честитаме празникот 20 мај со желба да имаат што помалку работа на терен, туку нивната работа да се сведе онаму каде што се спречуваат пожарите, односно во превентивата, посебно кај помладите генерации. Сакам во оваа прилика да им заблагодарам за активностите кои што ги има во минатата година, а посебно во делот на новото ангажирање на вработените во противпожарната единица, а тоа е зимото во најстудените денови кога носеа храна или помагаа на нашите сограѓани во најнепристапните места и активностите кои што ги имаат во текот на целата година, во целата општина, било да е тоа во делот на спречување на затварање на природите према станбените објекти, било да е испомош во делот на собирање на старата покуќнина, било да е тоа во делот на активностите во како град на Кочани, како град на културата, значи во водењето на грижа за таквите активности. Сакам да им уште еднаш честитам и да им посакам да имаат успешна работа во овој дел кој што го напоменав. Општината Кочани во последните 2 години набави 2 возила, она што не се случуваше од поводена, значи едно противпожарно возило и едно патничко возило кое што е за работа на терен. Еве забележувате дека се асфалтира и приодот према просториите на противпожарната единица. Работиме на обезбедување на дополнителна опрема, така да општината Кочани се залага да им обезбеди услови, максимални услови да ги имаат за работа онака како што треба, како што се прописати стандардите. Вака и сам и градоначалникот во сејата најава изјава рече дека територијалната противпожарна единица моментално е ангажирана на повеќе полиња. Последното нешто што го спроведовме беше обуката од страна на територијалната противпожарна единица по основните училишта во општината. Меѓутоа, сега ни предстои еден топол период каде што мора превентивно да се действува за да се спречат појавите на пожари на отворен простор. Од понеделник веќе започнуваме и со активности преку противпожарниот сојуз, каде што и територијалната противпожарна единица е повторно вклучена во организирање на делење флаери или материјали во заштитата од пожари на отворен простор. Тоа се ќе се изведува значи преку општински противпожарен сојуз по повод мај месец на пожарите и заштита на шумите, што се вака за досегашната активност на територијалната противпожарна единица од нова година наваму, значи ние имаме околу 112 интервенции. Можеби најспецифичен месец од сите тие ни е месец март, кога за еден месец имавме 60 интервенции, значи безмалку половина од целокупните интервенции досега, што секако остави резултат трага врз работењето на територијалната противпожарна единица во однос на поголеми трошоци за гориво или пак на амортизација на возилата поради непристапноста на терените при интервенциите и слично. Празникот Кочанската територијална противпожарна единица го одбележува со рекорден број на интервенции, невообичаени за овој период од годината.